Здраво! Добродојдовте и во третото издание на емисијата Црвило. И за денешното издание ви подготвивме доста занимливи содржиња, посебно за девојките. Не го менувајте каналот. Девојките со кафеави очи можат да одбираат помеѓу различните палети на бои кога е во прашање шминкањето и истакнувањето на очите. Можеби досега користевте погрешна боена сенка, затоа погледнете ги советите во продолжение. Повеќето жени со кафени очи ја прават истата грешка во шминкањето и користат топли кафеави сенки за очи затоа што сметаат дека ќе се вклопат со нивната боја на очите и ќе изгледа природно. За жал, ефектот до кој води оваа грешка во убавината е уморен изглед. Она што дефинитивно треба да го најдете во фиоката за шминка, ако имате кафени очи, е палета на нијанси на ладни бои како темно-сина, сива, пурпурна и виолетова. Овие бои ќе им дадат на вашите очи вистинска заводлива нота, а со неа ќе изгледате свежо и опуштено. Ако имате палета со топли кафеави нијанси и не сте подготвени да се ослободите од неа, она што можете да направите е да нанесете кафена сенка за очи само на надворешниот агол на окото и да го наполните остатокот од очниот капак со боја на шампањ, што ќе ги отвори очите и ќе им даде посебен сјај на очите. Познатата шминкерка Дженифер Тротер предупреди дека треба да бидете внимателни и при изборот на боја на руменило и кармин. Она што најдобро ќе ви одговара доколку имате кафени очи, се нежните розови нијанси кои ќе му дадат на лицето неколку дополнителни часови сон, што не успеавте да ги спиете. Панталоните за повеќето дами се омилено парче гардероба, а оваа сезона специјален акцент имаат моделите од кожа. Освен што се идеални за студените денови, тие во било каква комбинација изгледаат крајно атрактивно, а можат да се комбинираат во најразлични стилови и да се носат за различни прилики. Во продолжение. Создавањето на нова гардероба за есента во која ќе зачекориме ќе не врати на нашите стари фаворити, но ќе ни понуди и голем број нови трендови. Совршениот спој од омилените кроеви и најновите трендови создава модни класици, а како едно од најпопуларните материјали за сезоната која доаѓа е кожата. Секако уметничка, неприродна. За оваа есен, уште едно популарно парче кое ќе го обожаваме се кожните панталони. Одлично модно парче кое можете да го носите на неколку различни начини, во кежуал и елегантни стајлинзи и кога малку сакате да одморите од фармерките. Оваа сезона е најпопуларен моделот во црна боја. Најмодерни се тесните припиени кожени панталони кои најдобро им стојат на слабите жени, бидејќи кожата го нагласува секој плюс килограм, но совршено ги истакнува и облините и дава висока доза сексапил. Можат да се носат во комбинација со кошула, туника, тесна маичка, со равни чевли, но и со висока подпетица. Секоја дама секогаш сака да изгледа модерно, дури кога станува збор и за незините ногти. Но во продолжение ви представуваме 5 знаци кои што јасно окажуваат на тоа дека некогаш на вашите ногти им е потребно и пауза. 5 знаци дека на вашите ногти им треба пауза од лаки и маникир. Промена на бојата на ногтите. Ако по отстранувањето на лакот или гелот забележите дека вашите ногти се жолти или полни со бели дамки, тоа е знак дека треба да се одморите од маникирот. Жолтите ногти означуваат дека ноктевата плоча е оштетена од хемикалии пронајдени во лакот. Белите дамки, кои инаку покажуваат дека вашето тело има недостаток на цинк или калциум, може да бидат знак на дехидрираност на ноктите, доколку тие секогаш се појавуваат по отстранувањето на гелот или лакот. Неправилна текстура на ноктите. Друг начин на кој вашите ногти ќе покажат дека им треба пауза од маникир е неправилна текстура, односно испакнатини, вдлабнатини и дехидрирани кутикули околу ноктите. Сето ова се должи на гранулацијата на кератин и е знак дека на ноктите им е потребна пауза.
Кршливи и флексибилни ноқти. Слично на промена на бојата и пожолтувањето. Кревкоста и флексибилноста на ноктите се јасни знаци дека треба да направите пауза од маникирот и да се посветите на грижата. Континуирани маникири. Доколку сакате да имате цврсти и здрави нокти, треба да правите пауза кога станува збор за маникир. Гел, лак и средства за отстранување на лак може многу да го оштетат здравјето на вашите нокти. Поради сето ова, експертите препорачуваат добри козметичари и не повеќе од еден маникир месечно. Лак за нокти што не го отстранувате 3 недели или подолго. Без разлика дали ги одржувате ноктите средени или не треба да ги оставате старите слоеви лак за нокти повеќе од 3 недели. Лакот може да влијае на промена на бојата на ноктите и да ги оштети ноктите. Исто така, не заборавајте дека ноктите може да се оштетат со неправилно отстранување на маникир или лак и примена на стари препарати. Почитувани мои љубители на емисијата Црвило, еве сме повторно со рубриката и во ова издание Биди здрав, биди фит. Во денешното издание повторно сме со нашиот фитнес инструктор Томе Даневски. Томе, здраво, како си? Здраво, добро, прекрасно. Не може човек во овие простори да не се осеќа пријатно. Така. И денес исто така ќе обработиме на доста интересна тема, ќе бидеме кратки, но ќе го кажеме главното. Многу девојчињата кои што имаат вишок килограми, најпрвото што го преферираат е почнуваат со диети. Значи, нашата денешна тема – диети. Колку Томе Даневски ги препорачува диетите на своите клиенти или која диета, например? Вака, значи, за намалување на тежината, најчесто луѓето применуваат по избор на исхрана со соодветен концепт, односно преку применување на некои од познати, повеќе познати или непознати диети. Во суштина, клучно за сите диети што носат резултат е тоа што наметнуваат калориски дефицит, што е во ред. Меѓутоа, од друга страна, имаме состојба во која не е само репер бројот на калории, туку е, според мене, многу значаен фактор на кој начин и со кој сооднос нутриентите во самиот оброк се пропорционално распределени. Значи, како негативен продукт со повисок калориски дефицит, особено во подолг период, во почетокот имат клиентите или примателите на тие диети резултат, меѓутоа за известен период доаѓа до застој, односно до намалување на метаболичкиот процес и до застој на намалување на килажата. Во таква ситуација разочарани лицата применуваат повторно на претходниот режим на исхрана, меѓутоа сега веќе во забавен метаболизам се соочуваат со јојо ефект, односно ја добиват претходната тежина, да не речем и дека добиват повеќе. Во мојот режим на исхрана, што го работам овде преку Пулс, се земени во предвид сите тие работи, значи научно е докажано дека има решение, дека калорискиот дефицит е една работа, меѓутоа начинот на кој ќе се применува исхраната, ќе речем, не стриктно диетата, треба да води кон тоа да не дозволиме метаболичкиот процес да биде успорен. Тоа јас го работам, значи има неколку начини да се спроведе. Во моите примери тоа го работам со пирамидално дозирање на јаглеродните хидрати. Поточно во ист број на калории кои се во дефицит. Првиот ден хидратите се на повисоко ниво, следниот пониско, третиот уште пониско, па следуваат ден или два безхидратни и повторно се качува нивото на хидрати. На тој начин индиректно си во наводници играме со метаболичките процеси, односно го залажуваме организмот дека има хидрати, односно дека има доволно нутриенти за енергија и метаболичките процеси реагираат благотворно, да речем. Во моментите и деновите кога се намалуваат хидратите, тогаш организмот неминовно троши од својата резерва за да ја постигне целта, меѓутоа не чекаме подолг период за да се успори метаболизмот и да се соочиме со реален проблем, него напротив, повторно го залажуваме, односно му даваме известна доза на хидрати, и метаболичките процеси си функционираат како што треба,
пак ќе намалуваме нивната доза и така низ таков пирамидален процес доаѓа до континуиран пат на телесната тежина, до задржување на мускулната густина, да речеме, и тонус, односно до едно фит, здраво и добро обликувано тело. Значи, апел до оние ваши гледачи кои применуваат било која од диетите, би ги и асоцирал покрај без разлика која диета одлучат да ја применуваат, да внимават на неколку фактори, односно да не се вклучат во замката на успорување метаболизам, односно јојо ефектот. Тоа ќе го направат со или привремено дозволување на 1 или 2 дена во неделата или на 10 дена, кои ќе бидат побогати со хидрати, за да не дозволиме, како што напоменав, да не се повторам сега повторно, или што ова што јас го работам со пирамидално дозирање на хидратите. Меѓутоа и во овој процес сепак чит дей го викаме денот кога е неопходен во зависност од примателот, односно клиентот, дали еднаш во неделата, дали во 2 недели, еднаш или 2 дена, му треба на организмот поголема слобода на примање на нутриенти, односно слобода во исхранување, за да може во функција да биде целиот процес, за да не се соочиме со застој. Друг аргумент кој оди во прилог на убрзување на метаболизмот, не само на заштита од негово успорување, е соодветен одмор, затоа што хормоните во суштина во организмот се значаен фактор кој влијае на трошењето на калориите, така да со добар одмор, со редовен тренинг, јас тука преферирам да биде активно вклучен и тежинскиот тренинг покрај кардиото, затоа што со известни вежби, повеќе зглобни и базични вежби со тежински тренинг го иницираме хормоналниот баланс во организмот, го иницираме хормонот глукагон со белковински оброци, со намален дотор, односно конзумирање на хидрати. Глукагонот ги отвора масните кели и доаѓа до трошење на резервните масти и така во таа насока, значи, се постигнува еден континуиран и здрав процес кој останува подолгорочно, да не речам трајно, во натамошното живење. А за да го добиеме тоа, значи треба пресметано конзумирање, соодветни комбинации, истрајност и сето тоа да не го сватиме како диета, сега сум на диета овој месец, 2-3 додека да ослабам, туку тоа е филозофија на исхранување и на живење која теконо треба да ја примаме и да се научиме да уживаме во тие благодети кои ќе ни бидат како последица од ваквата исхрана. Така, и само уште едно прашање јас би те прашала. Едни од најприменуваните диети кои што девојчињата еве ги преферираат, диета и хронодиета. Едно кратко мислење од вас, што мислите колку тие две диети кои што навистина се најприменувани, кај девојките се ефикасни? Ефикасни се едната и другата. Сум имала искуства и лични и со мои клиенти. Меѓутоа, некоја комбинација, сега да немаме толку просто да објаснувам кои се во детали. Значи, хроноисхраната ја преферирам како принципијално основана, затоа што таа е базирана на нивото на инсулин, односно контрола, ова што го зборувавме до сега на јаглените хидрати, и растојанието меѓу оброците, тоа ни го наметнува, и клучниот фактор на вечерниот оброк, дека никогаш не треба да носи во себе хидрати, туку едноставно само зеленчук и евентуално белковински нутриент. И од тој аспект укажувам дека хроноисхраната е итекако полезна и делотворна, меѓутоа сепак да биде сето тоа добро проучено, не само на име на хроноисхрана, има замки и грешки кои неупатените луѓе умеат да ги прават и да се соочат со известни проблеми. Диетата исто е прилично ефикасна. Според мене еднообразноста во исхраната на дневна база, да примаме само хидрати, односно само белковини, односно само овоше или не знам, сметам дека тука наидуваме на состојба во која известни денови ќе имаме рестрикција, односно недостаток на известни витамини, минерали или останати нутриенти. И сепак пак се навраќаме на тоа дека во било кој концепт на исхранување потребно е да се вметнуваат изненадувачки денови за релаксација на организмот и како и да е,
Задолжително комбинација со добар одмор, со одветен тренинг и кардио и тежински тренинг не може да не носи резултат. Така. Томе, јас многу ти благодарам. На нашите гледачи им најавувам една доста интересна тема за во наредното издание, но нема да откриваме, така? Тоа оставам на вас. Се гледаме. Во дрешното издание на емисијата Црвило го имаме момчето кој што уште од млади нозе заплива во музичките води и во музичката ризница го остави хитот Марионка, кој што не се заборава така лесно. Верувам дека сите знаат за кого станува збор. Васил Герванлиев. Здраво, Васил, како си? Здраво, супер, здраво на сите. Многу ми е мило што денеска гоствуваш во нашата емисија Црвило, прво да кажам. Драго ми е што после многу време се гледаме во Струмица. И време е за нешто ново, значи Црвило е нешто ново во Струмица, така да. Так, и се надам дека ќе биде многу гледано и ќе бидеме интересни за гледачите, така. Ајде да се навратиме малце, многу време не беше во Македонија, беше во Америка, значи се пресели во Америка, па повторно се врати. Зошто отиде, зошто реши повторно да се врати? Зошто отидов, зашто сите фамилиарно тоа беше пев многу мал, значи пев 11-12 фамилиарно одлучивме да одиме за Чикаго. Значи бев таму фамилиарно, па се вративме, значи вкупно 22 години бев надвор. 10 години Торонто, 8 Чикаго, една Милано, една Лондон. Цело време за музика, значи. Тоа ми беше, почнав како мал и музиката на еден начин ми е лек, ми е таа дрога. Начин на искажување и сум толку среќен и благодарен што до сега цел мој живот живеам со музика од музика. А колку си среќен што се врати сега во Македонија? Многу. Значи исполнува? вратен сум, да, многу се вратив. Пред 2 години Гердан ме врати дома. Знаев дека сакам да се вратам секој концерт кој бев, уште кој бев во оперските води. Секојаш кога ќе направив класичен концерт, завршував или со македонска песна, джез, поп. И сите после концерт ми дојде и кажа: Васил, браво, концертот беше супер, но таа последната песна што ја испеа е фантастична, зошто не го правиш тоа? И си имав на еден начин мало семе посејано, знаев дека тоа сакам да го направам. И слушнав Гердан и реков време, оставив се на страна, се вратив и веќе 2 години спремам проект кој за мене е Македонија. Значи Гердан беше токму таа песна, метафора за што сме ние, кој сме ние, и тој Гердан продолжува да се ниже со сите песни што ги имам пуштено. Веќе 2 години, 6 проекти. Така, супер. Јас ќе се навратам повторно Америка. Познато ни е тоа на многу, ама еве да ги запознаеме и гледачите на Црвило. Имаш настапувано како придружен вокал со многу светски познати звезди. Ајде да откриеме кои беа тие. Имаше многу, значи тоа бев солист на Chicago Children's Choir, детскиот хор во Чикаго, каде што буквално секоја недела имавме огромна чест да пееме со буквално секоја звезда која ќе дојдеше. Значи имаме Селин Дион, Енрике Иглесиас. Опиши ни ги малку какви личности се. Па какви личности, тоа беше пред 15 години. Ама мора да паметиш светски звезди. Па убаво, ефорично, ама знаеш кога си мал те третираат многу поразлично. И од твоје време се запознавме. Така? Селин беше особено топла, на тоа се сеќавам. Нели Фуртато, се враќа сега друг филм, Нели Фуртато и Дрейк. Така. Тоа беше во Торонто. Не пев придружен вокал, заедно пеевме на ист концерт. Интересно, нормални луѓе, така. А со која светска звезда би сакал да застанеш, еве да испееш еден дует? Желба, може би некој не исполнат. Пошто веќе имаш Адел. такво искуство. Би сакал, мислам, Прекрасен со вокал, Адел би да. имал еден гром дует. Ајде, Аделче, декси. Може би ќе биде. Може би ќе биде. Така. Кажи ми, колку се промени твојот живот со корона кризата, ете на сите ни го смени животот, како течеше еден твој ден кога знаеш дека ете имаше карантини, како го минуваше еден обичен ден? Па Колку првично- како ја свати оваа ситуација? Дали тешко Па ти беше шок, тешко? таа ситуација ми го зема најголемиот сон. Значи, бев одбран да ја представам Македонија Евровизија. на Евровизија. Ќе се навратиме на Цело тоа. време ми беше тоа, спремај се и на една мама корона, ни мамето на сите нас. Така да, на почетокот бев сам дома со мама, готвевме многу, ме научи сите мои милени рецепти. Она што ги готви, јас да ги готвам. Јога,
часови на интернет, на YouTube. Значи тоа е многу креативно. Често се движиш и низ кафичите, низ кафулињата во Да, Струмица? ама во време на карантин каин кафулина, да, ама овде. Добро, се концепт многу повторно често се почнавме случува. помалку да се движиме, Почнавме, не е да, толку страшно, новата да. нормална и да, исто с ношти беше затварањето на Open Fest. Тоа ми беше прв настап после оваква После ситуација. 7 месеци мислам дека тука некаде... Така, фантастично чувство да застанам на сцена, повторно со луѓе, нели нови мерки, чудно ти е, не знаеме како да се понашаме, но тоа е музиката не спојува на сите нас. Така, повторно ќе се навратиме на твојот настап што требаше да биде на 65-тото издание во Ротердам, така беше во... беше алтернативно шоу. Како изгледаше сето тоа? Со Евровизијата. Алтернативното шоу, па многу чудно искрено, зашто буквално требаше да снимам 20 секунди да ја поздравам Европа и тоа е искуството на Евровизија. Значи немаше Евровизија, имаше настан каде што направија едноминутно видео од секој учесник. Имав многу интервјуа на онлайн, дали на Инстаграм, дали на било кој. Значи тоа беше. Немаше Евровизија, имаше како прослава на што би било ако би било. Се надеваме дека наредната година нема да биде така исто. Ајде. Кажи ми што подготвуваш нешто ново врска со музиката, твои идни планови кои се? Па само што пуштив песна пред 2 недели, се вика Приказна. Погледнете ја на YouTube. Ја напишав јас таа песна, Давор Јордановски повторна аранжман, Тања Брковска текст. Што се поготвува албумот што ме врати овде, значи ќе го здравје живот ако себе дека што треба да биде се гледаме во ноември со еден прекрасен албум, една прекрасна приказна која што ме врати дома и со душе чекам тоа да се заврши, да почнам да правам концерти и спектакли како што имам замислено. Ќе биде, јас се надам дека ќе биде. Кажи ми кој се грижи за твојот стайлинг, затоа што секој знаеш да изненадиш. Позитивно. Фала многу. Јас самиот прилично, но имам неколку другари и пријателки кои се во модниот свет дизајнери, на кои секогаш пред настап пече се слики, праќај, што да носам, како да носам, дали е добро, што не. Значи имаме некои да одвојам, Виктор Кајзер помага многу, Јелмаз Дервиши, поздрав од двајцата. И тоа е. Така, колку Васил е активен на социјалните мрежи? Што најмногу користиш од социјалните мрежи? Инстаграм, Васил Г, следи ме. Да, на Инстаграм најактивен, Фейсбук, зависи, тие се. Не сум тиктокер или јутубер, на јутуб видеата се ставам, Васил Дерванлиев на јутуб. Така да, зависи. Така, Васил, дали може малку да чепнеме и во приватниот живот на Васил, дали е заљубен? Не е заљубен, ајде. Заљубен во музика, така да, тоа ми е фокусно. Посекуваме во иднина и да се заљубиш. Ала, Прекрасно чувство. И јас многу ти благодарам што беше гостин денеска, убаво си поминавме и се надам дека што излезе нешто ново, веднаш ќе ни јавиш да го презентираме во Црвил. Фала многу. Васил Дерванлиев. Драги мои љубители на емисијата Црвило, јас се надам дека и со денешното издание успеавме да го задржиме вашето внимание. Ви закажувам повторна средба наредниот петок во 20 часот и 30 минути. Останете на нашата програма.